од чесна работа не треба никогаш да се срамиме. Има многу интересна љубовна приказна. Мајка ми, мислам дека уште во трета година факултет и доаѓа одлука јас заминувам во Германија. Наоѓа оглас во весник за бебиситерка, остава све, само мислам дека имала средства за патот и толку. Татко ми исто така голем дел од неговите браќа и сестри решаваат да заминат во Австралија, тој решава јас ќе одам во Германија сам. Само позајмува пари за патот само и тргнува. Зборуваме во време кога не постоеле ни телефони ни ништо. Мајка ми каже што работела како бебиситерка, кога и било досадно решава да си купи машина за шиење за да се занимава со нешто. Почнува да учи да шие на машината. Фамилијата не знам како пријатели со татко. И доаѓа на муабет дека жената што им го чува синот има машина за шиење, татко ми вика барам јас едни фармерки ми се долги, некој да ми ги скрати ако може. И ти викаат нема проблем, демек дај ни ги нас ќе ја замолиме. Ти вика јас мора демек прашајте колку треба да ви дадам пари. Луѓето нели прашуваат и мајка ми вика не треба ништо тама работа. И татко ми вика не, тогаш мора да излеземе демек да ја почастам жената зашто ми направи голема услуга, немаше никогаш да најдам. Значи бил шармер. Да, многу голем. Тоа мајка ми отсекогаш го кажуваше. Пошто татко ми во тој период веќе почнал со продавање на ружи, мајка ми му се придружува и мислам дека до 8 месец кога била бремена со брат ми се уште продавала по дискотеки. Буквално двајцата од улица успеале да го направат невозможното, а од чесна работа не треба никогаш да се срамиме. Често во фамилии кои имаат одреден статус може да се случи што мене искрено многу ми смета, да сакаат децата да се движат само во посебни кругови, растат во некои посебни специјални услови. За мене и за нас како фамилија што особено ми е драго што мајка ми и татко ми така одлучиле, тоа никогаш не било спомнато. Единствена дефиниција по која јас денес се водам, а сакам и моето дете да се води, е дека за нас поделба има само на човек и не човек и ништо друго.